Со интензивно темпо се одвива реконструкцијата на железничката станица во Прилеп. Над 85% од работите се веќе завршени и се очекува наскоро таа да биде комплетно реновирана. Инаку ова е дел од големиот проект на владата за реконструкција на 10 железнички станици, кои се наоѓаат по коридорот 10. Целиот проект е вреден околу 2 милиони евра, а е финансиран со пари од Европската унија и буџетот на Република Македонија. После комплетното реконструирање на Скопската железничка станица, наредни станици кои што ќе бидат комплетно подготвени да ги прифатат патниците се станиците во Велес, Прилеп и Грацко. А пак оние во Битола и во Гевгелија ќе бидат оставени последни на листата затоа што за нив треба се подготви нов проект. Граѓаните се задоволни од оваа инвестиција. Јас патувам 40 години на оваа релација. Овде беше катастрофа. Сега доста добро е направи. И претходно не чинеше. Да, не чинеше претходно. Сега добро е. Уште чекална не треба да ја поправи готово. Ми се допаѓа. Како беше претходно? Ето многу полошо. Со изградбата и на новата автобуска станица, веднаш до железничката, Прилеп добива современ и европски транспортен центар. Со ова сите оние кои го користат железничкиот превоз, а ги има доста во градот Прилеп и неговата околина, ќе имат многу поудобни услови кои што ќе ги пружаат токму ова железничка станица. Исто така да напоменам, со набавката на новите вагони и локомотиви ќе биде многу поудобен превозот на патниците, а со продолжување на пругата кон Битола и реконструкција на пругата до границата со Лерин, овој транспорт ќе заживее и во овој дел на Македонија и соседна Грција. И министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски истакна дека очекува во наредниот период да се интензивира работата околу изградбата на пругата Битола Кременица. Целата траса е веќе пробиена. Ние работиме ефективно на терен. Овие месеци имаше послаб интензитет поради временските услови, но очекуваме дека во наредниот период компаниите што работат и нивните подизvedувачи ќе ја засилат работата на терен. Јас имам редовни состаноци со компаниите и им правиме дополнителен притисок за што побрзо да биде оваа траса завршена. Се очекува сите 10 железнички станици да бидат реконструирани до крајот на 2016 година.